Премиере Мицкоски, замислете ваква ситуација. Вашето годишно обраќање на крајот на оваа година да го почнете со зборовите Македонија се врати дома. Или како Трамп што го почна вчера говорот Америка is back. Ги галванизираше сите маси во Америка. Непријателиве не игра чудно. Тамо е лудило и допрва ќе се случува лудило. Затоа што тој со буквално како Александар Македонски, како со меч го пресече тој Гордиев јазол. И затоа тамо ќе гледаме циркузи у наредниот период. Но, битно е го удри со мечот. Од тие причини ти велам и директно ти се обраќам и ти велам, замисли, да го почнеш обраќањето на крајот на оваа година со зборовите Македонија се врати дома. Нема ние шо повеќе да изгубиме. Изгубивме се што можеше да изгуби еден народ. Останавме да се држиме на една обична сламка како давеници. Се оди кон тоа, сите акции на Европската Унија и на незините членки одат кон таа разврска. Да го избришат нашиот идентитет. Уште Македонска православна црква, барем така се чини, држи до како последен столб на тој идентитет, другото е бајги расклатено, разнишено. Како забит кога ги фати параден топати или некоја параден тоза, така. Буквално, основните атрибути на нашиот идентитет се така расклатени, освен Македонската православна црква, иако не знам какви се конкретно ситуациите внатре, но да кажеме дека е тоа такво чувство има. Не е важно. Пак ќе ви кажам, јас повеќето од нас може да ви бидат од помош само ако конструктивно кажуваат и објективно некои работи. Ако критикуваат тогаш кога треба, ако антиципираат, сугерираат пред време. Тогаш кога треба, за да не се направат пак грешки. За да не повторите некои грешки од некои минати гарнитури и секако за да не се удавите во истите гомна во кои што се удавија веле предавниците и бугарашите околу Зоран Заев и потоа и Ковачевски. Јас сум сигурен дека секој ваш удар со мечот по Гордиевиот јазол, наречен македонско прашање, ќе биде пречекан многу позитивно со воодушевување, да не кажам, кај македонскиот народ. Се сменија нагло работите, мора да играте на таа карта, ви го зборувам тоа у секое моје обраќање последниве неколку пати. Мора да играте во контекстот на светските случувања. Да знаете какви се, да знаете кои правила на игра се сменети и така да се поставите за во иднина да си олесните играта со тие променети правила во тој контекст. И не само да си олесните играта, тоест да ни ја олесните играта, тоест да ја олесните позицијата на Македонија, туку да ја поставите во таква положба, да во одредена околност, во одреден момент, кој ќе се вклопат некои коцкички или слики во мозаикички, оние во мозаикот, да можеме да извлечеме од тоа максимална корист, максимален бенефит. Затоа се политичарите одговорни
кои што се на власт мораат да играат шах, мораат да ги антиципираат работите неколку потези однапред, без разлика дали се работи за мала земја или за голема земја. Мора да антиципира. Да, многу му е полесно на Трамп да замавне со мечот и да го исече јазолот кој што ја дави Америка со децении. А затоа што е моќен, затоа што е лидер на голема земја. Но it doesn't make difference, што викаат американците. Секој со своето, секој во своите околности, можности, во својот контекст. Но мора да бидете свесни за тоа. Премиере, да се чуваш од сите околу тебе, што ќе ти повторуваат фрази, политички флоскули, демагогии, дека уставот е тоалетна хартија. Не. Знаете што е дефиниција на устав, да не ви ја кажувам. Не. Устав може да претрпи измени. Ако оние кои што живеат во таа држава, чиј устав штитат, бранат, го почитуваат и така натаму, за некоја работа сватат, што има во уставот, дека времето, околностите во кои што живеат смениле некои работи, така што можеби некоја работа во тој устав може да се измени за добросостојба на сите. Со консензус, со договор, да, ова малце не е кој што треба, ајде ова тука можеме да го измениме. Но устав, менување под ултиматум, под закана, по онаа стара девиза стап или морков, што прават бирокративе од Европска Унија со години, како што се однесуваат кон нас, тоа не пие вода. Не може тоа така. Не повеќе. Тој свет во кој што можеше тоа така да го прават, веќе го нема. Премиере, сите тие околу тебе мора да ја визуализирате државата што ја водите Македонија како орев. Мал орев. Ако ја визуализирате така, многу полесно ќе ви биде да носите силни одлуки, неочекувани, од сите досега политичари кои што владееле со Македонија, од сите политички гарнитури, одважни одлуки, одлуки во кои што ќе бидете бескомпромисни, да го браните својот народ, своите граѓани. Само така ќе биде тоа што викаат game changeri. Ако сакате и во регионот и пошироко, со поинакви очи ќе почнат да ве гледаат сите. Ќе ве гледаат со почит, со респект. Од тука се почнува. А сите оние кои велат дека уставот е, го продолжуваат тој наратив што го створија овие квислинзиве од Социјалдемократскиот сојуз, ве води само тој пат, ве води само во истата септичка јама во која што се удави СДС. Под ултиматум и закани една држава не смее да функционира ниту еден час, ниту една минута, а не години и децении. Јас се надевам дека вака размислувате сите. И дека оно што понекогаш ќе го изјавите за јавност е дел од тактиката
Затоа што мора да се игра така кога си мал. Но тоа не боли понекогаш да изјавите нешто колку да ги смирите повампирените империалистички духови на Европската Унија, а и фашистички. Не е лошо. Но, ако го почувствувате контекстот, промената на правилата на игра, светот кој што се менува, оваа одлука да се крене мечот и да се исече јазолот и не е толку тешка, и не е толку страшна. Премиер Мицкоски, некој паметен, еден паметен алпинист, поранешен специјалец во тие фоките во Америка, во американската војска, има кажано, вика, стравот е секогаш тамо зад ќошот. Не е тука. Сака да каже, направите го чекорот, па ќе видиме тамо дали треба да се плашиме, дали треба да зазираме, дали треба чекора да се направи. Дај да стигнеме до ќошот па да видиме што тамо. Ама не стравот тука да те блокира, тука да те стаписа, а не знаеш што има тамо за ќошот. А што ако преживееш? А што ако сватиш кој ќе го направиш чекора дека никој ништо не ти може, дека тоа си требал може да го направиш пред 30 години, а не си го направил? Знаеш, као ние кога ќе кажеме некојаш за некоја работа, будала, шо не го направив тоа пред 10 години, човече, сега го правам. А ќе било уште подобро пред 10 години да сум го направил, ама тогаш, не знам, ова, сум се плашел, не сум бил доволно спремен, не знам што. Стравот е секогаш зад ќошот. И затоа ова ви го верглам. Како не дај Боже да нешто да ви фали. Само од страв да не ја направите истата грешка и доста веќе македонските политички гарнитури 30 години играат линија на помал отпор. Размислуваат размислуваат откако некој нешто ќе им направи. Никогаш не размислуваат како да спречат некој нешто да им направи. Како да не се доведат во ситуација грзо да им е гол па некој да ги натрти. Затоа сте во политиката, да размислувате однапред, да го читате широката слика, големата слика, па во таа голема слика да се најдете себе си. Како глумец, кога работи представа на сцена, кога почнува да се работи, тоа се вика мизансценот која се прави, ние го кажуваме, она одењето по сцена, нати го, дај ми го ситуациите, трт мрт, тоа се вика мизансцен кога работим. Како глумец, твојата улога, истата работа е стоиш од страна, понекогаш и гледаш режисерот како ги распределува глумците ова, кој што прави ако треба ти да упаднеш во сцена. И во контекст на тоа ти смислуваш како ќе влезеш, што ќе направиш кога ќе влезеш, каде од прилика ќе се движиш. Но си ја поставуваш твојата роља од себе, од она ти како што мислиш дека треба. Истото е, гледајте го контекстот, сценава, режисериве сега, Путин и Трамп како ги поставуваат шаховскиве фигури. Играјте одважно, нема веќе време, место за калкулации. Ништо нема да ви се случи, верувајте. Можат само да лаат, да прдат, кога ќе видат дека носиме суверени потези како држава. Кај што делумно сме си ја вратиле моќта на одлучување. Кај што можеш понекогаш за одредена работа буквално да му кажеш на странецот што ќе дојде да те убедува fuck off, одјеби,
ама видете, ние тука фондови, вие пари по ово. Fuck off, бе. Fuck off. Пробајте понекад, нема да ви се исуши јазикот. Мислам дека бев јасен. Сватија некои наши од диаспората шо зборам. И им кажав, слободно отидете кај првата дама. Побарајте, не нашата прва дама, него ова американска. Спомнете и за мене. И тука ќе имаме голема поддршка. Биле делегација од Сент Кетрин, од Торонто, од Шикаго, од Сиетл, биле влегле. Оваа правила графче. Здраво, здраво, вика, ние, вика, дојдовме First Lady, да ти кажеме, ти текно е, вика, 86-та, вика, на Брач. Вика, извидници, вика, на Сашо Тасевски. Абе, тука го оставила гравот, тоест прво почнала да плаче, па солзи, вака, у гравот, тоа и капеле. Стварно, вика, жив ли он, жив е, вика, на Господ белјата, вика, нице води, нице тера, не се трпи. Стварно, им рекла, вака плачи, солзите у гравот и паѓа. Вика, извидници, вика, ко бевме 86-та, вика, брач. И кон го има направено најромантичното нешто што ниеден маж у мојот живот до сега го нема направено. Вика, една вечер, после вечера, ме однесе, вика, на тој еден див дел што беше по-онака пуст дел на островот, онака непознат тамо, кај едни карпи беа вамо тамо. И гледам нешто собира, земал, вика, гитарата, собира, вика, некои стапчиња, вика. И ја, вика, му викам, оваа се Мелани им каже, вика, шо, вика, ке палиш, вика, логорски оган, вика, за нас двајца гитари, вино нормално тука земав оваа. Кој бе, викам, логорски оган ке палам? Цела шума, викам, има да ја запалам за тебе. Цела шума ја запали. Така им кажала. Абе, најромантично нешто, вика, цел полуостров, вика, гореше. После, вика, го приведова, го однесова, го сослушувава, го тепава, го ебева, па го пуштива. Мислам, она со ебева дека мебеле не е точно, тоа само и го кажав тогаш на Меланија за поише да импресионирам, дека ете и тоа сум го издржал. За во склоп на таа романтика. Значи, секако сега можете да имате поддршка од сите страни. Најважна ви е оваа. Ова чисто колку да знаете дека може да се подпрете и првата дама. Сега.